И повторно, водата во Гостивар не е безбедна за пиење. По сите најави, по сите ветувања, по сите анализи што покажуваат подобрување, граѓаните се уште не смеат да пијат вода од чешма. Веќе 5 недели температурите се многу високи, граѓаните немаат вода за пиење. Локалниот кризен штаб ја продолжува забраната. Се дели вода на 5 точки. Селата и делови од градот се уште на техничка вода за пиење. Граѓаните веќе јасно разбираат зборот на Мицковски и на организираната криминална група ВМРО ништо не вреди. Ова не е изолиран случај. По повеќе од 50 населени места низ државата водата не е чиста. Реката Лепенец и Вардар беа бели од хемиско загадување. Сега истите сцени ги гледаме и на реките Тополка и Бабуна. Според најновите анализи на Центарот за јавно здравје во Велес, реките Тополка и Бабуна се микробиолошки загадени и не се препорачуваат за капење, бидејќи езерото Младост е под забрана веќе 2 години. Единствена безбедна опција за граѓаните е градскиот базен. На почетокот на кризата во Гостивар криеја, лажеа и го минимизираа проблемот. Исто како што кријат и сега за другите загадувања. Се е по истиот принцип. Прво се крие, потоа се најавува, на крајот граѓаните остануваат без безбедна вода, а тие продолжуваат со пресконференции. Кога една власт постојано лаже за основните работи, вода, воздух, здравје, тогаш повеќе никој не верува на ниту една нивна изјава. Гостивар е само најновиот доказ. Зборот на Мицковски и ВМРО ОКГ повеќе ништо не значи.